Минатата 2025 ќе остане запаметена како контрадикторна, додека производителите на возила масовно скршнуваат од својот пат кон апсолутна електрификација, беа представени повеќе електрични новитети отколку со мотори со внатрешно согорување. Најмногу по заслуга на кинезите кои ги имаа повеќе од половината електрични премиери. Тоа е важен сигнал бидејќи одлуката е во рацете на купувачите. Трендот ќе продолжи и во 2026-та, во која се очекуваат доста значајни премиери. Ке има за секого по нешто, а меѓу најважните е електричниот Volkswagen ID Polo. Доста заеднички нешта со него ќе имаат Cupra Raval и Škoda Epiq, а од чешката марка треба да очекуваме и сериската верзија на електричниот концепт Vision 7S. Меѓу германските новитети треба да се споменат Mercedes GLB и седанот i3 од Neue Klasse линијата на BMW. Jeep ќе прошири понудата со електричниот Recon, а меѓу корејските адути внимание ќе привлекуваат Hyundai Ioniq 3 и Kia EV2 и Seltos. Предизвикот да се понуди електричен автомобил со пониска цена меѓу првите го прифати Renault, кој со новиот Twingo ќе се спушти под 20.000 евра. Со помош на французите ќе пристигне и идната Nissan Micra, струјата ќе ги задвижува и новите генерации на Porsche Cayenne и Range Rover, а доста интересни премиери не очекуваат од Јапонија и Кина. Ова е само мал дел од стотината новитети кои ќе пристигнат во 2026-та, во која ќе продолжат длабоката трансформација на автомобилската индустрија и незапирливиот тренд на електрификација кој носи големи промени на пазарот. Ке има и бензински и дизел новитети, но доста помалку. Затоа пак скоро сите модели чие производство ќе запре годинава ќе бидат такви. Некои во иднина ќе бидат заменети со електрични како на пример Porsche 718 Cayman и Boxster или пак Volkswagen Touareg, а други ќе заминат во пензија поразени од пазарните трендови. Со дигната глава, оставајки запаметени траги во автомобилската историја, ќе не напуштат и Ford Focus и Fiat Tipo. Ентузијастите ќе се сеќаваат на Alpine A110, Toyota Supra и BMW Z4, додека за Mitsubishi Speystar, Renault Arcana и B класата на Mercedes или пак Audi A1 никој нема да зажали.